Таткото и синот од гостиварското село Симница, кои починаа на клиниката за инфективни болести, имале хантан вирус, најчест причинител за акутни хеморагични трески. Според информациите од Институтот за јавно здравје, инфекцијата е пренесена од полски глувци. Човекот може да се зарази преку директен контакт со глодари, конзумирање на загадена храна или вода. Потврда дека станува збор за овој вид на вирус ја потврди и министерот за здравство Арбен Таравари, кој во видеопорака од Соединетите Американски држави соопшти дека станувало збор за подобрата варијанта на хантан вирус, кој не се пренесува од човек, туку само преку глодари. Веќе се стигнати лабораториските испитувања од два лаборатории од кај што се направена анализа на серумот и крвта на ваквите пациенти. Би сакал да ве известам дека се работи за подобрата варијанта, за хантан вирусот, која за среќа не се пренесува од човек на човек, туку се пренесува само од глодари, кои што најверојатно кај што се движеле двајцата веќе починати, во нивната храна е пронајдена, најверојатно од нивната храна е превземен овој вирус. Од ВМРО ДПМН побараа министерот Таравари да сноси одговорност поради смртта на двајцата гостиварци и ширењето на смртоносната болест и веднаш да си даде оставка. Од партијата додаваат дека неспособноста и неодговорноста ја видоа граѓаните и кај министерот Таравари. Неспособноста на владата на СДС и премиерот Зоран Заев започна да одзема и човечки животи. Причина за немањето диагноза за причинител од која починаа 2 лица, а 6 се во животна опасност, е тоа што нема реагенс во Институтот за јавно здравје, а пак причината за можност за големи ризици и нови загрозувања е фактот дека не воспоставиле карантин, а биле должни да воспостават. Во овој момент најмалку што може да направи министерот Таравари е да си поднесе оставка. За само неколку дена поради негрижа на министерот за здравство Таравари загинаа 2 лица на возраст од 47 и 23 години. Оваа трагедија владата на Заев се обиде да ја заташка, македонската јавност да не дознае. Граѓаните имаат право да знаат дека се шири смртоносна болест низ државата и да знаат дека во животна опасност се уште 6 лица, кои во моментов се на инфективната клиника. Граѓаните ја видоа неспособноста и неодговорноста на Таравари, кој наместо да прави пиар стратегии и да праќа честитки од луксузните хотели во Америка, треба да се фати за работа и да го спречи ширењето на оваа заразна болест во Гостивар и Гостиварско. На клиниката за инфективни болести во Скопје се хоспитализирани 7 лица од гостиварското село Симница, кои ги имаа истите симптоми. Сите пациенти се во добра општа состојба и се чекаат нивните резултати од лабораторијата. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека се земени потребните мостри, а во селото се врши целосна дезинфекција и дератизација.